Poštovane гледачи на Спортска мрежа, ново издание на спортскиот магазин, во кој што практично или од почетоците на Спортска мрежа сме посветени на македонскиот спорт и целата на Спортска мрежа на афирмација на македонскиот спорт. Денес сме во Дојран, во овој прекрасен хотел или спортски комплекс Истатов. Покрај мене е селекторот Кирил Изов. Ќе разговараме за оној 10 годишен јубилеј на женскиот фудбалски клуб Истатов, кој што се надпреварува во првата женска фудбалска лига, нормално и за сите успеси со оглед на фактот дека е освојувач и на купот и на шампионатот, играше и во лигата на шампионите. За еден сублимат на сите оние 10 години, а во втори дел ќе поразговараме и за селекторската кариера и тренерската кариера на Кирил Изов. Благодарност до вас за прифатената покана и за ова што сте добри домаќини овде, што имаме можност овде во овој прекрасен амбиент да поразговараме за се она што е на хронологија и во женскиот фудбал и за вашата кариера, меѓутоа и она 10 години женски фудбалски клуб Истатов. Добар ден, најпрво добре дојде тука во спортскиот центар Истатов. Голема благодарност за вас и за спортска мрежа за сето она што го прави за целиот спорт во Македонија во последните неколку години, за женскиот фудбал во Македонија. Вашето внимание, вашите обиди и напори да биде што повидлив за гледачите и за сите љубители на спортот во нашата држава, и се надевам ќе продолжите така и ќе имаме уште поголеми резултати во однос на тоа анимирање и популаризација на женскиот фудбал, и се надевам вашиот пример ќе го следат и многу други спортски работници, редакции, телевизии и така натаму. Ќе ве навратам на почетокот. Спомнавме 10 години женски фудбалски клуб Истатов, една деценија, голем успех, можеби нели некогаш требало и многу труд за да се стигне до сето ова. Ќе започнеме од почеток. Првата сезона, првиот надпор, првиот тренинг, претпоставам дека ве во сеќавање. Како дојде идејата да се формира женски фудбалски клуб Истатов? Секако, значи идејата да се формира женскиот фудбалски клуб Истатов беше на господинот Благој Истатов, човечката и фудбалска легенда на Македонија, која што сите добро ја знаеме. За жал веќе не е меѓу нас. Меѓутоа неговиот дух и неговите дела ги следиме и продолжуваме по патот кој што тој го трасира. Идејата беше негова, заедно со мене и заедно со неговите синови Боро и Мишел дојдовме до идеја да формираме женски фудбалски клуб во Дојран. Некако како една причина заради тоа беше тоа што постојано тука во хотелот се подготвуваа женските фудбалски репрезентации, репрезентациите до 17-19, ја репрезентацијата на Македонија, и така во разговори со тренерите, со тогашниот селектор Добре Димовски, дојдовме до идеја во Дојран да формираме женски фудбалски клуб. Од почетокот тоа некако беше сватено од така спортската јавност, гледаа со недоверба, бидејќи Дојран е мало место, значи целата општина брои околу 5000 жители, така да наставно знаете кај нас од старт беше приказните: не можете да успеете, Дојран е мало место, нема девојчиња и така натаму. Меѓутоа ниту Благој, ниту мене, ниту Боро, ниту Мишел тие муабети не поколебаа, и некаде почетокот на мај месец во 2011 година на основачко собрание беше формиран женски фудбалски клуб Истатов, на чие чело нормално застана како претседател господинот Благој Истатов. Сега можеби малку пред тоа кажавте во најавата 10 години, значи ќе објаснам на гледачите како сега 2011 сме славеле 10 години и така натаму. Значи во 2015 беше тоа обновување на клубот. Значи првиот надпревар женскиот фудбалски клуб Истатов во првата женска фудбалска лига го одигра на 1 септември 2011 година во Битола, на стадионот тогаш под Тумбе кафе, сега Петар Милошевски, против екипата на Топгол, и во историјата ќе остане забележано дека тој надпревар заврши 1-1 во нашата историја, значи клубска, и стрелец на тој гол беше фудбалерката која што се уште е активна, тоа е Александра тогашно Ристовска, сега Терзиски, која што е во женскиот фудбалски клуб Тиверија.
која што 2 години, 2011-2012 година настапуваше за нашиот клуб. Добар дел од фудбалерките што тогаш беа веќе не се активни, значи би ги спомнал тука капитенот на тимот тогаш Душанка Пејкова беше родена од Дојран, Ангела и Михаела Пееви, Виолета Јанчева која што сега е судија на перспективната листа во првата женска фудбалска лига и од Струмица, значи исто така можам да кажам актуелната голманка на репрезентацијата Викторија Панчурова, Павлинка Николовска, исто првите фудбалски чекори заедно со Александра, нели, Терзиски Гледам играчи кои што не се многу успешни. Така го направија тука во Дојра. 2011 или 2012 година, значи така, со успех се надпреварувавме некаде на средината на табелата, забележувавме пласман. И во 2013 година женскиот фудбалски клуб Истатов се префрли во Струмица. Во разговори со одговорните во Струмица за спортот во тој период, значи се роди идеја да се формира, тоест да се создаде нов клуб во Струмица, кој што ќе функционира и кој што ќе екзистира во Струмица, кој што ќе го носи името ЖФК Тиверија Истатов. Комплетната екипа, значи целосна, начело со мене како тренер, се преселивме во Струмица и се донесоа тогаш, да речеме, млади добри играчи во екипата, значи репрезентативката Елијаковска која што потоа нели направи интернационална кариера, Маја Ангеловска која што беше доста време активна и во репрезентацијата, играше и во Словенија, и така натаму, и што некои други играчи. И таа година за малку не успеавме да бидеме прваци, значи го освоивме второто место на табелата, а шампион тогаш таа година беше женскиот фудбалски клуб Кочани. По завршувањето на сезоната се донесе одлука да не се продолжи со таа соработка, не би навлегувал сега во причините заради тоа што тоа се случи, и едноставно како женски фудбалски клуб Истатов во 2014 година престанавме да екзистираме, додека ЖФК Тиверија самостојно продолжи да се надпреварува во првата женска фудбалска лига. Во таа 2014 година јас бев шеф на стручниот штаб на ЖФК Конзули од Битола, екипа која што неколку сезони се надпреваруваше со успех во првата лига. За жал сега веќе не функционира таа екипа. Меѓутоа по завршувањето на сезоната и по моето враќање во Дојран, седнавме тука на оваа место во овој хотел каде што нели е сведок на многу фудбалски приказни и така натаму, со господинот Благо Истатов и пак ги спомнам и синовите Боро и Мишел. Решивме да го издигнеме повторно клубот. Паѓа одлуката пак да се враќа. Да, падна одлука повторно да го клубот го издигнеме, повторно да го формираме, да го поставиме на цврсти основи и да продолжиме да се надпреваруваме со тоа што нели си поставивме и малку повисоки цели, не само да се надпреваруваме, туку и да пробаме да се бориме за висок пласман. Во 2016 година за малку не успеавме, бевме трети на табелата, меѓутоа дојде сезоната 2016-2017, која што во историјата на клубот и во историјата на Дојран, општината Дојран, ќе биде запишана со златни букви, значи ние успеавме да ја освоиме шампионската титула, значи успеавме во Дојран да го донесеме шампионскиот пехар. Во истата година, после освојувањето на шампионскиот пехар, го освоивме и купот на Македонија во едно фантастично куп финале во Струмица на стадионот, на градскиот стадион, кој што сега гордо го носи името на нашиот основач Благо Истатов. Ја победивме Тиверија со 2:4 на тој надпревар. Покажување на одговорните тамо на стадионот, имало некаде околу 2000 гледачи. Тој ден, 31 мај 2017 година, значи,
го запишавме така како еден ден на кој што беше закажана таа прослава тука и тој ден влезе исто така, значи во нашите сеќавања ќе го паметиме тој ден со оглед на тоа што на еден од синовите на господинот Благој Борој Статов тој ден беше роден ден, па целата Војна екипа радост. од Струмица со пехарот, со претходно освоениот пехар се преселивме тука и беше буквално едно славење кое што траеше до раните утрински часови, со да не претерам, меѓутоа мислам дека имаше некаде околу 200 луѓе тука во ресторанот, наставно наликуваше така на некоја свадба. Весело бил. Да, буквално и тој ден, значи, пак ќе кажам, останува во нашите сеќавања за цел живот. Меѓутоа немаше време за славење, не чекаа надпреварите од Лига шампиони, значи пак историја за Дојран, едно мало градче, Дојран, еден мал клуб од едно мало градче. Како реагираа сите тие кои што спомнав на почетокот дека не верувале дека може да функционира, а вие тоа го возвраќате дури со излез во Европа, односно настап во Лига на шампиони? А видете, значи тие луѓе кога едноставно кога видоа дека ние сме сериозни и едноставно дури ние се чудевме, значи познавајќи го сите Благој Статов и познавајќи го неговиот ентузијазам и познавајќи ги неговите дела кои што тој ги има направено, значи едноставно ние многу смирено реагиравме на тие коментари, бидејќи ние знаевме дека тој тоа што го замислил ќе го оствари, нормално со наша помош, со наша поддршка. Па после почнаа коментарите, ги собираат од цела Македонија, ги доаѓаат тука, играат и така натаму, бидејќи едноставно ние во тој период, можеби сега да не се навреди некој, имавме најдобрите услови што некогаш некој прволигаш или шампион ги имал. Едноставно цела година играчите беа сместени тука во хотелот, едноставно комплетно, значи спиеја тука, тренира, јадеа, значи имале, може да речем, слободно европски услови. Да, професионален пристап, значи цело време се тренираше, им беа овозможени сите услови, значи сите беа тука, сите беа вакво и така да, значи едноставно ние им покажавме на сите дека ако се сака, и ако е тоа со чесен пристап, и ако е од срце, меѓутоа нели битно е и да знаеме што правиме, како правиме и така натаму, едноставно дека се е можно. И да се навратам на мислата, значи отидовме на тоа историско ждребање за нас во Нион во Швајцарија. Се сеќавам и на групата, знам и како беше сето тоа, иако поминаа некои 8 години, ми е пред очи као да било пред 8 дена. Значи, ние се паднавме во група со првокот на Хрватска Осијек, првокот на Исланд Стјарнан и првокот на Фарски острови Кикс Класвик. И групата се играше во Хрватска во Осијек во месец август. Нормално луѓето тука од Дојран возбудени, сите воодушевени, едноставно на сите им беше тоа некако како доживување, не испратија тука со топли поздрави, со желби да успееме да имаме среќа во тие таму надпревари. Во тој момент, значи, се покажа дека тие екипи беа пресилни за нас, значи тие сите три надпревари ги изгубивме. Едноставно не можевме да се носиме или да направиме некој поголем резултат, бидејќи квалитетот тогаш на лигата и на тие играчи кои што настапуваа не беше соодветен за да можеме да стигнеме нешто повеќе во Европа. Беше секако беше големо искуство. Ги одигравме тие надпревари, се вративме тука полни со спомени и така натаму. Продолживме со надпреварите. За жал во 2018 година, некаде во септември месец, го изгубивме нашиот Благој, си почина и така да после тоа ни следеше еден период каде што малку
нели? Така. Што е и нормално, малку клубот. Колку тоа е погоди? Па не поводи, бидејќи ние и понатаму бевме конкурентни, имавме добра екипа и се боревме со Драгон и таа година за шампионската титула. Меѓутоа, смртта на Благој се случи некои 10 дена пред тој дерби надпревар со Драгон, кој што го игравме тука. Многу емоции на тој надпревар и многу, значи, така, како да ви кажам, чувства кои што едноставно не можевме да ги совладаме. Изгубивме тој надпревар, после пролетта победивме во Скопје, меѓутоа тоа не беше доволно да ја одбраниме таа шампионска титула и таа се пресели во Скопје. И сега ќе сублимираме сето ова, низ вашиот клуб поминале многу фудбалерки кои што направиле големи кариери. Играле за репрезентација, играле нели во Европа. Колку ето како раководство и пред се вие како шеф на стручен штаб сте горди за сето ова, колку сте вложиле во самите нив за да стигнат до едно ниво кое што ете тие што се активни се нели на некој повисоко ниво, веќе можеби некои играт и во Европа, некои нели за репрезентација, тие кои што завршиле кариерата дале многу и за клубот, меѓутоа нели продолжиле понатаму. Колку ете тоа како тренер, како шеф на стручен штаб ве прави горд? Па види, покрај тоа што ние нели кажавме сме постигнали успех на тоа поле кај што сме освоиле титула и куп, ние можеме да кажеме дека сме и еден од најголемите расадници на млади талентирани фудбалерки кои потоа направиле интернационална кариера. Значи во нашите редови играле Ели Јаковска, Симона Крстановска, кои што потоа направиле трансфери. Ели Јаковска направи трансфер во Спартак Суботица, па се врати па отиде во Бешикташ. Значи Симона Крстановска исто во Спартак Суботица. Имавме во тој период одлични односи со клубот од Србија. Во поново време Ана Милчевска, шtoперот на репрезентацијата на Македонија, која што 5 години играше тука, направи трансфер од нашиот клуб во Сараево, потоа отиде во Грузија. Симона Мајер исто од нашиот клуб отиде во Израел, во Макаби Хаифа, па потоа во Исланд и така натаму. Значи, едноставно со професионалниот пристап, со професионалните тренинзи, со целокупниот наш ангажман како раководство, како управа, сме им овозможиле еден добар развој, еден добар тек во нивните фудбалски кариери за да можат да продолжат понатаму. После тоа, значи, следеше, така кажав, еден период на малку можеби абстиненција, меѓутоа тоа не поколеба, ние, значи, одлучивме да продолжиме и без него, да го продолжиме неговиот пат, бидејќи бевме свесни и знаевме дека не смееме да ја прекинеме таа приказна, дека не смееме да кажеме стоп, бидејќи едноставно, значи, не би биле фер према него и према сето тоа, со каков ентузијазам он тоа го правеше и со каква желба и колку се радуваше. Знаете, он како играч освојувал безброј титули и безброј пехари, меѓутоа мислам дека како што се радуваше на шампионската титула и на куп титулата со својот клуб, мислам така никој пат нема така по неговите кажувања, значи таква радост и такви емоции што ги доживуваше на тие славење на тие две титули. Продолживме, кажавте во најавата, продолжи таа приказна на 1 јули, направивме 10 години од тоа возобновување на клубот. Сигурно гледачите на спортска мрежа знаат, од пред 3 години клубот заради подобро функционирање, заради професионализација и така натаму се пресели во Скопје. Така. Тренираме и надпреварите ги играме во Пржино на стадионот Јован Мандаровски. Би ја искористил оваа прилика сега, значи, јавно да му се заблагодарам на сопственикот на стадионот и на женскиот фудбалски клуб Скопје, господинот Илија Мандаров, кој што веќе 3 години наставно прави све да функционираме како што треба, ни ја отвори вратата, ни подаде пријателски рака и така да 3 години веќе функционираме таму, немаме никакви проблеми, така да наставно од срце му благодарам за сето она што како клуб и он како личност го направи за нашиот клуб.
кога би сега нели така шетаме низ историјата и така натаму, би сакал да спомнам уште неколку играчи кои што го одбележаа целиот овој период покрај тие што нели ги спомнав кои што направи интернационална кариера. Пред се тука би ја спомнал капитенката Радица Чонева која што е во клубот буквално од 1 јули 2015 година, значи И ден денес е тука. и ден денес не само што активна и капитен на клубот, значи Радица дојде во клубот како 14 годишно девојче тука од Богданци и веќе 10 години го носи дресот на Истатов. Веќе 5-6 години е капитен на клубот и стварно навистина и на неа би сакал да искажам една голема благодарност за верноста, за припадноста кон клубот и за сето она што го прави за клубот. Исто така тука би ја спомнал и нејзината заменичка капитен Кристина Петрушевска која што 7 години е дел од клубот, значи пред 2 години имаше и тешка повреда, операција на лигаментите, се врати за среќа во пролетниот дел и така да исто. Од 2018 година од кога дојде, значи ставно е еден од столбовите на клубот. Од поновата генерација, значи тука е репрезентативката Катерина Петкова, која што исто така веќе 4-5 години во клубот. Веќе 2-3 години одолева на понуди од многу клубови и од Македонија и од странство. Едноставно се гледа тука, значи сака да биде дел од овој клуб кој што на некој начин е како фамилија, така да не ми замера другите. Едноставно тие три на некој начин се тие кои што кога би правеле така нели некои столбови на куќата, да ние сега на клубот, значи тие се тие три носечки столба. Тука би ја спомнал и мојата асистентка, тренерот кој што е мој заменик Тања Крстовска, која што би можел слободно да кажам дека е тој четврти столб за да го затвориме просторот. Значи веќе 4 години е дел од клубот. Моја десна рака ги спроведува сите мои замисли, едноставно секогаш кога не сум јас таму присутен на тренинзи или со екипата, знам дека е се во најдобар ред, бидејќи е оставено во сигурни раце. Така да, значи, тие се тие 3 играчи и еден тренер. Во последните 4 години веќе, значи, сопругата на Мишел Истатов, Каролина Истатова, ја презеде функцијата председател на клубот. Значи, и исто така во оваа привода би било некоректно да не ја споменам и неа, значи која што има максимална поддршка, значи соработката ни е безпрекорна, значи немаме никаков проблем околу нормалното функционирање на клубот, така да, значи, едноставно би така во овој тука нели моменти оваа емисија каде што нели се навраќаме назад и ги спомнуваме сите оние луѓе кои што се заслужни за функционирањето на клубот. Исто така, значи, и се заблагодарили на неа за сето она што го прави за клубот. Благо Статов е една голема легенда. Предпоставам дека сигурно бил со мисли 24/7 на фудбалот и за женскиот фудбалски клуб Истатов. Ако направиме на ретроспектива, да го спомнеме него во оваа цела ситуација, колку тој беше вложен, колку сакаше клубот, колку тој се бореше нели да стигне, со оглед на фактот дека кажавте дека била на голема прослава кој што бил горд на таа двојна титула и на шампионската и на куп титулата. Ајде да се потсетиме на големиот Благо Истатов кога е во прашање женскиот фудбалски клуб Истатов. Па видете, значи, со самото тоа што ви кажав колку тие титули му значеа на него и колку тој се радуваше на нив, ќе можете да знаете колку бил тој посветен на таа приказна и колку бил посветен на тоа да успее тој клуб. Едноставно, тој ден и вечер работеше за да се створи најдобри услови за фудбалерките, за најдобро функционирање на клубот.
Едноставно, значи, целото тоа искуство негово од раководењето на клубовите, беше тренер на многу клубови во Македонија, неговото играчко искуство од Беласица, па од Победа, Партизан и Утрех во Холандија, значи едноставно ни го пренесе на нас, на мене како шеф, на Боро и на Мишел како нели тука раководни органи во клубот, на Каролина, на сите во тука во семејството и статови. Едноставно, значи, ние знаевме дека мораме да успееме. Так. Едноставно дека тоа што тој го зацртал и дека тој пат што го трасирал, дека едноставно мораме да го изодиме и дека мора да има резултат. Јако кажав веќе 7-8 години тој не е меѓу нас, едноставно неговите мисли, неговите совети, неговите сугестии и денес ни се водилка по која што се раководиме и по која што, значи, работиме, функционираме и така натаму, така да се надевам дека клубот е поставен на добри основи, на добри темели и се надевам дека ќе продолжиме. Полека сигурно на тамошниот дел од емисијата ќе поразговараме за идните планови, така да мислам дека почеток е на подготовки за новата сезона. Минатата сезона остваривме еден добар пласман на 5-то место на табелата, така да амбициите се да одиме скала по скала нагоре, меѓутоа за тоа и да се повтори нели успехот од 2017. И сега пред да започнеме за новата сезона, за подготовките и на компарација на сезоната 2017-16-17, кога основувате двократен освојувач и на шампионска титула и на купот со денес, оди ли квалитетот во нагорна линија? Имаме ли се подобар женски фудбал во Македонија, бидејќи имате искуство и како селектор и како шеф на стручен штаб, колку се развива женскиот фудбал генерално? Па видете, значи секако дека се развива. Квалитетот тогаш на лигата, на клубовите и така натаму, и квалитетот на лигата и на клубовите сега е, значи, како да ви кажам, многу понапред е сега во однос на тоа што прво тогаш сведоци бевме секое првенство две екипи се издвојуваа, се бркаа за титула, другите некако само статираа. Меѓутоа сведоци сме веќе 3-4 години уназад каде што 4, па дури и 5 екипи се во конкуренција за титула. Во тој период тогаш ниедна екипа немаше странски играчи. Сега буквално првите 3 екипи сите имаат која по 5, кој по 4, кој по 3 странци. Така да, значи, едноставно, самото доаѓање на тие странци, нормално дека се подига и квалитетот на лигата и интересот за истата. При тоа атрактивен да ги привлечеме нив да дојдат. Да, секако и однос на тоа плаќањето, самото доведување на тие странски играчи повлече да мора да се плаќа повеќе, мора да се плаќа подобро. Со самото тоа и македонските фудбалерки почнуваат да заработуваат многу подобро и се подобро платени за својот труд, за разлика од изминатите години 16, 17, 18 и така натаму, така да едноставно клупскиот фудбал прогресира. Сега колку е тоа доволно за нешто повеќе во Европа со оглед на тоа што и европските трендови одат нонстоп напред и клубовите таму можеби ние ако направиме еден чекор тие прават 5 или 3 и така натаму, меѓутоа едноставно се гледа прогрес, се гледа напредок и се надевам дека ќе дојде ден каде што ќе можеме да кажеме дека клубовите и во женски фудбал се професионални, играчите се професионални, тренерите се професионални, едноставно го работат само тоа, ништо друго. Исто играчите само играат фудбал, не водат на работа и така натаму. И сега спомнавме плејадан играчи кои што настапеле за истатов во овие 10 години, а како беше во минатото, како е сега кога во праша селекцијата на играчи? Имаме ли интерес, како вие се соочувате да привлечете да дојдат практично играчи кај вас? Не само кај вас, туку генерално и во самата лига, во женскиот фудбал, има ли доволен интерес кај младите да дојдат да го сакат фудбал, да спортуваат? Како вие се справувате сето тоа? Па гледате, веќе добри 4-5 години
има младинска и кадетска женска фудбалска лига. И мислам дека сите клубови на некој начин имаме бенефит од тие првенства и од тие екипи, значи таму бидејќи нели ние како прволигаши сме должни да имаме по 2 екипи кои што се надпреваруваат во младинска и во кадетска конкуренција и можам да кажам дека добар дел од играчите ги црпиме и од таму 2, 3, 4 играчи на сезона и така натаму, што е секако бенефит за секој клуб. Меѓутоа и со самото тоа што нели и ние и женскиот фудбалски клуб Скопје гравитираме во Скопје, во главниот град на некој начин, можеби сме попривлечни за играчите за да дојдат, за да настапуваат, кај нас, за да тренираат и така натаму. Се поголемата видливост на женскиот фудбал на телевизија, на интернет и така натаму. Исто така овозможува да можеме да привлечеме што повеќе девојчиња да играат фудбал. Така. И сега ги почнавте веќе подготовките за новата сезона, веќе имавме нели прилози направено дека во полнек се подготовките, утврден е планот и за одигрување на пријателски надпревари, имавте веќе промоција на неколку млади и талентирани фудбалери кои што имаат одличен потенцијал, што е нели за поздравување со оглед на фактот дека ги препознаваат истите. Како ете да и во емисијата да откриеме околу план на подготовките, како е замислата и како ќе изгледаат тие подготовки пред стартот на кој што ми се чини дека ќе биде околу средината на август месец. Да, така. Како што објавивте на вашиот портал, подготовките започна на 15 јули во Скопје, во Пржино и целиот припремен период од 6 недели ќе биде во Пржино. Во првиот дел нели нормално се работи повеќе на физичка подготовка, меѓутоа и исто тука и топката, тука се и вакво надпреварите кои што по завршувањето на првата фаза ќе следат. Како клуб сме срекни со оглед на тоа што успеавме да ја задржиме целата екипа од минатата сезона, значи буквално ни една фудбалерка не изрази желба да го напушти нашиот клуб, иако нели кажав имаше неколку играчи кои што беа на мета на Љуботен, на Саса и така натаму, на екипите кои нели се малку повисоко котираат на табелата од нас, меѓутоа истите тие се задоволни од условите кои што ги имаат, се задоволни од тренажниот процес, се задоволни од нашиот однос како тренери, како раководство и така натаму, така да значи останаа сите. Се засиливме на неколку позиции каде што можеби ни требаше некоја конкуренција да се зголеми. Ја донесовме Елма Шемшовиќ, значи една искусна фудбалерка која што беше дел до пред една сезона и од репрезентацијата на Македонија. Морам да признам една моја голема желба, значи неколку сезони поред како клуб сакавме да ја доведеме, некако не успеавме, меѓутоа се погоди тајмингот да ја донесеме. Иако со Елма сум работил и во 17 и во репрезентација добар дел, како тренер во клуб сега сум прв пат со неа. Магдалена Лековска исто тука е дел од клубот, меѓутоа во една нова улога, за жал, иако плановите беа да застане меѓу стативите и да ја носи единицата, легендарната единица на Благој Статов, која што ја носел цела кариера, меѓутоа повредата наставно која што ја доби пролетниот дел настапувајќи во дресот на Саса и резултатите од магнетната резонанца покажаа дека постои ризик од кинење на лигаменти и дополнителни компликации во коленото, што би предизвикало операција, така да едноставно со Магдалена се договоривме таа да продолжи во една нова улога како тренер на голманите. Мислам една позиција која што е доста дефицитарна во женскиот фудбал во Македонија. На некој начин можеби ние сме, можеби да не претерам први, меѓутоа меѓу првите кои што ќе воведеме тренер на голмани во стручниот штаб. Има Љуботен и Саса се, мислам дека има тренери на голмани, меѓутоа тоа се машки, она е прва жена која што тренер на голмани, исто така носител е на лиценца.
Донесовме уште неколку добри млади фудбалерки од Скопје, би ја спомнал Искра Смилевска, Олја Лазовска, две талентирани фудбалерки од Борец, исто објавивте вие на вашите портали, Мери Трајковска и Весна Милоевиќ. Така да, конкуренцијата е дополнително зголемена. На тренинзи имаме по 23-24 играчи секој ден, така да се надевам дека успешно ќе се подготвиме и дека до стартот на првенството до 17 август екипата ќе биде подготвена максимално за сите предизвици што не очекуваат во надпреварите во наредната сезона. Ви кажав пред малку, значи одиме чекор по чекор, одиме скала по скала. Оваа сезона завршивме пети, сме задоволни од пласманот, меѓутоа тоа не е нашиот краен домет, значи сакаме да идеме уште нагоре. Имаме добар млад тим кој што нели надополнет со овие новите. Мислам дека ќе игра една од водечките улоги во лигата. Е сега како ќе се движи тоа во текот на првенството и до каде ќе можеме да стигнеме и дали ќе можеме да стигнеме, сепак ќе кажат надпреварите, меѓутоа јас сум оптимист, верувам во себе, верувам во своите асистенти, верувам во моите играчи, така да се надевам дека наредната сезона кога ќе бидеме на пауза и кога ќе се надевам ќе направиме нова емисија, Така. ќе можам да се пофалам дека сме го надминале пласманот од минатата сезона. Ова може да констатираме дека екипата е сочувана, што е важно во играна екипа, но дополнато со млади искусни, мислам млади талентирани фудбалерки, и она што можете да кажеме дека можеби во пржено и Статов ќе реши можеби титулата. Па попрво би рекол можеби дека и ние и Скопје, значи на некој начин можеби ќе, како што кажавте, ќе решаваме за титулата. Со оглед на фактот дека тешко се свиваат дека болови во пржено. дека теренот во пржено на некој начин така нели како неосвојлива тврдина и така натаму, па сведоци сме и минатата сезона и вие сите знаете дека еден од аспирантите за титулата, Тиверија Брера, во последните надпревари каде што се кршеа копијата околу титулата, изгуби драгоцени 5 бодови таму во пржино и од нас и од Скопје, така да се реши практично туку титулата. Се реши титулата и ние атакуваме на висок пласман, се надевам и знам дека и Скопје исто така во разговорите со нивниот тренер, дека и тие ќе атакуваат на висок пласман, исто имаат добра млада квалитетна екипа, така да можеби не би ве поправил, не дека таму ќе се решава за титулата, можеби таму и ќе стигне титулата на некој начин со оглед на тоа што ситуацијата во другите клубови кои што се некои претенденти за шампионската титула во моментот не се нешто, некои нивни најави еуфорични и така натаму, така да мислам дека сите 5 екипи кои што завршивме во оваа првенство на табелата, на некој начин, па имаме некои своји шанси. Сега можеби нашите се најминимални, можеби мерени во проценти и така натаму, меѓутоа никој пат не се знае фудбалот. Но може да очекуваме генерално многу понеизвестна сезона во однос на претходната. Па се надевам дека во однос на тоа околу пласманот на табелата, сега да не бидам претенденциозен па да излезе дека еве некој ги фаворизирам или некој ги однапред ги отпишувам, меѓутоа со оглед на тоа кој како се засилува и кој како работи во овој припремен период и така надаму, мислам дека тие 5 екипи што бевме во првиот дел на табелата минатата сезона успеавме да го задржиме ростерот. Мислам дека тука пак ќе се бие битката. Мислам дека јас Юнајтед според квалитетот на играчите заслужува тука да влезе во оваа шеска. Сега тие другите екипи надолу таму, не знам, пак ќе кажам да не бидам тенденциозен, да не се налутат колегите дека однапред ги отпишувам, меѓутоа сметам дека тука од тие 4 екипи ќе се бараат тие 2 екипи, една која што ќе испадне, една која што ќе игра бараш. Така, имаме еден повратник, тоа е екипата на Кочине, која што е поранешен шампион на се вратен нели во елитата. Така. Ме радува враќањето на Кочани. Кочани е фудбалски центар, значи колегата Оливер Јовановски, кој што е тренер на ЖФК Кочани, е мој пријател и
не знам дали знаете, кога би збореле тамо за репрезентациите, може би можем да го кажеме, меѓутоа сега ќе го искористам моментот. Во мојот прв стручен штаб како 17 селектор, Оливер Јовановски ми беше прв асистент и така да успехот на Кочани стварно ме израдува и стварно ми беше драго што Кочани се врати во првата женска фудбалска лига, каде што мислам дека му е местото. И сега ќе спомнеме, пошто имаме нели втора женска фудбалска лига, веќе е четврта сезона како игра, спомнавме дека две талентирани фудбалерки доаѓаат од Борец Кајвас. Ова значи дека и тие фудбалерки кои што играат во втората лига, некој ги следи. Во случајот вие кои што сте ги селектирале тие фудбалерки, сте ги гледале, сте виделе дека имаат потенцијал и му се дава шанса, можност да дојдат да играат во првата женска фудбалска лига. Колку време и како селектор, меѓутоа и како шеф на стручен штаб на праволигашка екипа која што има голема традиција и остава и во иднина ќе остава сигурно голем трак и белег во првата женска фудбалска или наравно во женскиот фудбал, одвојувате време за да може да ги следите и останатите фудбалерки за да може нели во зимски или летен пренорок да се ангажира некоја млада фудбалерка во која што се препознава потенцијал. Гледате, значи јас секогаш имам време и одвојувам време за да ги следам надпреварите од втората фудбалска лига, можеби не сите. Меѓутоа дерби надпреварите секако кога се можност и кога со оглед на тоа што се играат во исто време со надпреварите од прва лига недела, така да на некој начин спречен сум тоа да го правам во живо, меѓутоа со помош на вашата спортска мрежа и со помош на нели на комет системот и така натаму постојано ги следам резултатите, го постојано составите на вечер во недела, сакам да прочитам колку е резултат, па кој дал гол, па кој играл и така натаму, познавам добар дел од тие играчи и нормално дека нели сега можеби би звучало малку чудно со оглед на тоа што Борец беше во долниот дел на табелата и нели некој би кажал таму нема играч кој што би можел да прво да игра у прва лига, не да дојде во клуб како и Статов кој што нели во првите топ 5 екипи на табелата, меѓутоа во разговор со пријатели мои од Веле спортски работници и во разговор со други фудбалерки, некои тренери од втора лига екипите, значи дојдов до заклучок дека значи таму има две девојчиња кои што заслужуваат да добијат шанса во повисок крак на преварување и кои што имаат потенцијал, кои што нормално со работа и нормално со насочување на прав пат би можеле да играат во прва лига. Мери Трајковска е малку поголема, таа е родена 2008 година и според тоа како работи во првите 5 дена на подготовките во Скопје, мислам дека е еден огромен потенцијал кој што можеби и не можел да се открие таму, бидејќи наречеме сега не би ги потценил, меѓутоа екипата на Борец во моментот не е конкурентна со другите екипи таму во таа лига и едноставно тој потенцијал не можел да дојде на површина. Исто и другата што ја земавме, Весна помлада е 2010 родена, меѓутоа има капацитет, има потенцијал и има доста деца од втора лига кои што нели сакаат да играат во прва лига, сакаат да пробаат, сакаат да видат како е таму и така натаму. Што не е во спротивна насока во моментот пракса. Многу малку фудбалерки од прва лига би отишле во втора лига, па макар и со солиден финансиски надомес да речеме, и така да екипите од втора лига кои што во моментот нели тие сопственици, тренери и така натаму, кои што сакаат да направат екипа која би била конкурентна да влезе во прва лига, едноставно се сочуваат со проблемот да не можат да најдат фудбалерки, бидејќи едноставно фудбалерките од прва лига тешко дека бидат уште таму. Па да, знаете, може на некој начин, па да, на некој начин и би ги разбрал, бидејќи во моментот квалитетот на втората лига не е на ниско ниво, реално, можеби една-две екипи, сведоци бевме минатата сезона, нели, Кочани и
Вардар некако Билјанин и во вториот дел од првенството се Да. вклучи во таа некоја трка, така да некои другите екипи се некој микс од младенки, кадетки и некои фудбалерки кои што се во залесна кариера, така да едноставно немаат некој квалитет и сега нивното објаснување е логично. Вика, ние цела година треба да изгубиме таму за 1-2 надпревари, исто тренажниот процес во прва и во втора лига Е многу голема разлика. многу голема разлика, така да едноставно го гледаат како едно уназадување, скала назад враќање, што пак ќе кажам и ги разбирам. Така. И сега спомнавме нели околу формирањето на таа втора лига, гледаме дека нели ајде колку толку да се подигне квалитетот и кај самата втора лига. Има најава некои реформи, па да се крати можеби лигата на 8 екипи, нешто се спомнува, па да се игра можеби со плей-оф, плей-аут за да се добие уште поквалитетни дерби надпревари во првата лига. Колку можеби таков некој формат војна би дал ефект пред се во подигане на квалитетот на првата лига, а самото кратене би значило дека две екипи би се преселили во таа втора лига, каде што можеби до некаде ќе имаме некој нели квалитет поголем. Па видете, значи во моментот до пред еден месец на размислување беше значи да во пропозициите за надпреварување во првата женска фудбалска лига за наредната сезона бидат вметнати тие работи, односно да се преиде на тоа кратење на лигата, меѓутоа во последен момент одговорните од Фудбалската федерација на Македонија, па мислам дека и добар дел од клубовите не се согласија на таа идеја со кажување дека е прерано и дека на некој начин не е дојдено времето за да функционира лига со 8 екипи. Едноставно и наредната сезона ќе се игра во првата лига по стариот формат со една екипа која што испаѓа, една игра бара со втората лига и така натаму. Ние како клуб значи бевме за идеја за да се скрати лигата, меѓутоа тоа дејство да стапи од сезона 27-28, едноставно да можат значи некои екипи кои што се во развој и така натаму да можат да се прегрупираат и да можеме да во наредните 2 години градиме, правиме значи силни екипи кои што нели на некој начин во таа наредна 26-27 сезона би се бореле за некој пласман, каде што нели кратењето би иницирало испаѓање на 3 екипи, една бараш и така натаму, каде што буквално пола лига би било фатена во тој процес на борба за голживот. Како прва и втора лига, така. Овде можеме полека да го финишираме овој прв дел, кажавме, втори дел го оставаме, го резервираме нели за вашиот ангажман во селекцијата и во молдинските и во репрезентацијата, вашето искуство и се она што како репрезентација или селекција го имаме негде таму околу 2003-2004 кога се направени првите почетоци, туку имаме околу нели веќе 2 децении како функционира практично репрезентативниот фудбал. И да видиме што тука кажува вашето искуство и дали можеме конечно да видиме Македонија на големо надпреварување. Да го завршиме јас овој прв дел, значи едноставно спомнав многу имиња, меѓутоа би сакал да се заблагодарам на сите што биле дел од ЖФК Статов во периодот 2011-2013 и од 1 јули 2015 до 1.7.2025 година, сите дале на некој начин свој допринос, свој печат, оставиле свој траг во тоа функционирање на клубот и едноставно значи од срце им благодарам за сето тоа, се надевам ќе можеме да одбележиме и 20 години и 30 години, па генерациите што доаѓаат после нас да таа традиција ја продолжат и едноставно значи името и Статов и клубот ЖФК и Статов да може да функционира, да расне и како што расне и овој спортски центар, како што расне и спортот во Македонија. Ајде само кратко неколку прашања во на тие 10 години кои што ќе ги финишираме, која можеби победата која што ќе паметите за секојаш во животот, најдрага победа која што била или можеби победа која што се стигнале била при тоа најтешка? Добро, кога
кога би спомнал и би се сетил на победа која што била најдрага, нормално победата против Драгон во Дојран, каде што победивме 1-0, едноставно таа победа ни ја донесе титулата. Стрелец на тој гол е Јана Чубриновска, која што 2-3 години веќе не игра, меѓутоа беше дел од репрезентацијата и беше дел од Истатов доста време. А исто така победата во Струмица, освојувањето на купот на Македонија со 4-2 исто така ми беше. И тука сега кога сме веќе пак кога се вративме на овој момент, не знам, сигурно гледачите ќе им биде интересен овој момент, значи во тоа време господинот Благој Истатов беше член на комисијата за женски фудбал. И има комисија во Скопје и одредуваат, како комисија за женски фудбал, одредуваат финалето на купот за жени помеѓу Истатов и Тиверија да се игра во Велес. Благој зима збор и вика: јас како член на комисијата, меѓутоа и како дел од Истатов, барам, ако е можно, да се промени местото на одржување на тој надпревар и тој надпревар место во Велес да се игра во Струмица. И тука некои од комисијата му викаат: Благој, Тиверија игра во финале, ќе бидат домакини, им ја даваш фаворитската улога, им ја даваш привилегираната позиција и така натаму, вие сте во Дојран и бараш да се игра во Струмица. На шо Благој наставно се насмеал и кажал: ако нема проблем, играме во Струмица и тамо ќе ги победиме. И така се случи. На домашен терен победивме и едноставно желбата на Благој беше да тој надпревар се игра на стадионот кај што тој започнал, каде што поминал добар дел од својот фудбалски живот и од животот буквално. И едноставно сега кажавме, тој стадион го носи гордо неговото име, едноставно спомени, поврзани работи и така натаму, меѓутоа едноставно кога сака некој нешто. Само накратко ќе го искоментирам моментот, спомнавме над 2000 некаде публика според кажувањето. Дали може би таа бројка се има повторена претходно или веќе на некој? Гледаме дека за жал трибините не се некој празник кога во прашање и купот кога се игра финале, па и дерби кој одлучува за титула. Како тоа имало 2000 публика, сега гледаме дека паѓа. Дали може би видите, тој надпревар едноставно може би беше еден од најдобро посетените надпревари во женски фудбал. Ние тука на надпреварот со Драгон, кој што го спомнав пред малку и кој што едноставно влогот беше титулата, имаше може би 1000 луѓе. Значи од место каде што живеат 2000 луѓе тука во Дојран, имаше 1000 луѓе. Има дојдено луѓе од секаде, имаше луѓе од Скопје, од Струмица, од Гевгелија, од Валандово и така натаму. Така да, значи едноставно, иако ние бевме мало место тука, доаѓа и на тие дерби надпревари сакаат да гледат. Сега зошто, прашањето е зошто нема публика, едноставно не знам. Жалосно е и ако нешто, како ме тешти како работа која што се случува, тоа е тоа што слабо ни се посетени трибините. Сведоци сме не само на првенствените надпревари, туку и надпреварите на репрезентација. Избориме во вториот дел тамо што не знам, едноставно мораме да го смениме тој тренд и мораме да пробаме да ги вратиме гледачите на надпреварите. Така, може би ќе треба да се работи повеќе на маркетинг, на промоција, на афирмација, да допре до секој еден најавата на тој надпревар и да ги запознаеме гледачите дека сепак и во женскиот фудбал Македонија има и квалитетни надпревари, квалитетни фудбалерки и има што да гледат во тие 90 минути, наставно да уживаат. Секако. Овде да го финишираме првиот дел, останете со нас затоа што следува вториот дел во кој што ќе разговараме за се она што е поврзано и со селекторската позиција на Кирилизов, меѓутоа и со репрезентацијата, успесите и се она од темелите, почетоците па се до она што практично денес го имаме и да направиме една анализа дали можеби ќе ја видиме Македонија на голема надпревари како европско или светско првенство.
Почитувани гледачи на спортска мрежа, го стартуваме втори дел од разговорот, во кој што сега правиме осврт на селекцијата, на темелите поставени таму некаде пред околу 2 децени и разговарам нели сега во улога на селектор на репрезентацијата на Македонија со големо искуство, поминувајќи ги сите младински и нели како селектор на репрезентацијата, сублимат, искуство и се она што може да го сублимирате вие, имаме ли напредок и каква е ситуацијата кога вие практично навлеговте во тие селекторски води? Па видите, значи, како еден од застапените во изминатата деценија во женските репрезентативни селекции, значи, можам да кажам дека, кажавте на почетокот, почетоците на женскиот фудбал, ако ги датираме, би биле некаде 2003-2004 година. Моje активно вклучување во истите биле некаде после 2011 година. Мојот прв ангажман како тренер во репрезентацијата до 17 години биле кај тогашниот селектор Тоше Нацев, кој што веќе не е активен во женскиот фудбал во Македонија. Околу 2 години бев асистент во таа U17 и 2013 година бев назначен за селектор на U17 женската фудбалска репрезентација и некаде околу 3-3,5 години бев начело на таа селекција. Можам да кажам дека тогаш, значи, забележавме доста добри резултати во тој период. Освоивме неколку развојни турнири, ја забележавме првата официјална квалификацијска победа против Казахстан во Скопје од 1-0 после некои 7-8 години пост во репрезентацијата до 17 години и во 2016 година бев назначен за селектор на женската репрезентација. Така хронолошки би поминал, па после ќе се вратам на моментите, на преварите и така натаму. Некаде до крајот на 2022, почетокот на 2023 бев селектор на женската репрезентација, а сега од 21 мај 2025 година сум назначен за селектор на U19 женската фудбалска репрезентација на Македонија. Така. И сега ајде да направиме почетоците на ваши како селектор во пред се репрезентацијата на Македонија. Прв надправ, прв собир, можноста нели ете понудата, ајде или ако можам така да речем, довербата која што добивате да ги водите младинските репрезентации, какви беа тие почетоци? Па видите, мојот прв надпревар како селектор на U17 беше во Хрватска на турнир развоен во Умак и нашиот прв надпревар беше со Хрватска и можам да кажам дека го победивме тој надпревар со резултат 3:5 и тој надпревар секако ќе остане во моje сеќавање целиот живот како деби и како тоа деби беше зачинето со победа баш против Хрватска на нивен терен. Дебитот во репрезентацијата беше во Словенија, надпреварот против Словенија во Лендава, исто го памтам и тој надпревар таму. Во U19 се уште, значи, не сме имале активности, во наредниот период се прави планот, програмата и така натаму, во ноември не следат и квалификации, така да се надевам и тој надпревар ќе остане во моje сеќавање за целиот живот. И сега, кога спомнавме претходно, нели, дека треба да се посвети многу внимание, нели, за да се пронајдат практично, нели, тие таленти за да се донесат ете како што спомнавме од втора во прва женска фудбалска лига за двете фудбалерки од Борец, колку како селектор пред се на младинските репрезентации е важен сегментот да се следи силна за да може да се направи правилна селекција, а потоа нели да се храни репрезентацијата. Да, така е. Видете, значи во првиот дел од емисијата разговаравме нели за тоа која е базата за да дојдеме клубовите до играчи, исто така сега би зборел за репрезентациите и така натаму. Исто тука е исто како со клубовите, значи порано беше многу потешко за разлика од сега. Ако се вратам малку поназад, значи каде што не сум бил јас активен од 2004-2005,
покажувањето на тогашните, значи луѓе кои што биле одговорни. Тогаш еден селектор ги водеше сите три репрезентации од почетокот, тоа беше нели господинот Добре Димовски, тој беше селектор и на 17 и на 19 и на репрезентацијата. Буквално во тој период многу малку деца имаше на располагање, тој истите играчи игра и во 17, и во 19, и во А, значи Тоа се првите почетоци кои бил многу да, тешко. збориме почетокот, значи тогаш немаше ни лига, се играше турнирски, се собираа во еден град 4 екипи, ќе изиграат, па тој име првак и така натаму. Меѓутоа веќе периодот 10, 11, 12 веќе кога влегов како асистент во стручен штаб на 17, ситуацијата мислам дека почнуваше да се менува на подобро. УЕФА го виде тој момент, значи дека е тешко да се анимираат девојчиња, па дозволи да се организираат развојни турнири. Ние во годината имавме 2 до 3 развојни турнири, значи со 4 репрезентации плюс еднаш квалификација, тоа беше некаде околу 12 до 15 надпревари на годишно ниво, што беше сосема задоволнително за разлика од порано кој што ќе се собере еднаш 2 пати во годината и толку беше. Со самото почнување на младинските школи, кадетските школи, некаде во 2013-14 тука некаде Фудбалската федерација почна со еден проект каде што ги собираше помалите девојчиња од 12, 11, 10 години полека, значи се правеа кампови каде што тие деца полека се подготвуваа за потоа се формираше и селекцијата до 15 години, така да многу полесно беше на селекторите на U17 па и на U19 кога ќе им дојдат во селекцијата, деца кои што 4-5 години тренирале, биле во тренажен процес и биле едуцирани, за разлика од порано кога, да речеме, имаме собир U17 и доаѓа девојче кое што никој пат не било на собир, никој пат не била активна во некој сегмент, значи во фудбалската обука, дури сме биле сведоци дека сме наоѓале деца кои што не били и во клубови. Ни кажал некој познаник, некој пријател има девојче таму на училиштето игра во дворот со децата и така натаму, буквално така на некој начин и од почетокот сме ги пронаоѓале, што не е ситуација сега. Така. И сега, ако направиме на компарација на тоа што тие почетоци кои што били доста тешки до она што сега го има, каде што пред си имаме сега доста многу полесните околности од аспект нели на она што стручен штаб го користи како опрема, како софтвери за следење, за пратење на статистики, анализи и така натаму, колку денес се со оглед на фактот дека пак сте во младинска селекција, колку сега ви олесната се таа околност? Па видете, значи за разлика од порано во моментот Фудбалската федерација на Македонија овозможува многу подобри услови и овозможува на некој начин, додека бев селектор на репрезентацијата, на располагање ја имав комплетната опрема која што има репрезентација мажи. Оставно, значи, без разлика што сме женски фудбал, без разлика што сме женски селекции, значи, Фудбалската федерација на Македонија ни нуди оптимални услови за подготвување на тие активности, за подготвување на тие тренажни сесии и за нормално подготовки за надпреварите. Така. И сега искуството ваше е огромно во самата селекција. Практично ги имате проучено сите можни оние работи кои што на селектор би требало да ги има и со едукација нормално и со посветена темелна работа. Моментот кога ќе се направи нели чекор напред во кариерата и да се превземе таа селекторска палка и во сениорскиот фудбал, односно во репрезентацијата, колку тука има веќе тежни одговорност во однос ако направиме споредба со селектор во младинска репрезентација? Па видете, значи моите 3,5 години во U17 мислам доста ми помогнаа за да можам да се нафатам со предизвикот наречена репрезентација, каде што нормално очекувањата се поголеми, предизвиците се поголеми, меѓутоа и противниците се многу посериозни. У која смисла мислам посериозни со оглед на тоа што играчите до 17 години, да речеме, репрезентацијата наша игра со репрезентација која што играчите се составени од иста возраст. Така.
Додека сега во сениорска конкуренција имаме играчи кои што се на возраст од 30 и 35 години, така да значи едноставно тука прво се соочува со фактот дека не играат на иста возраст. Така. А со оглед на тоа што кај нас брзо се откажуваат и пребрзо ги завршуваат фудбалските кариери и принуден си да ставаш во оган помлади играчи, понеискусни играчи и така натаму, и сега jednostavно предизвикот е многу поголем. Очекувањата се поголеми и така натаму, така да jednostavно тоа искуство таму и сите тие работи кои што таму значи ги доживеав како селектор, мислам дека се едно искуство големо за мене, за мојот понатамошен развој како тренер. Имавме добри моменти, имавме и лоши моменти и тешки порази, што значи едноставно не бегам од тоа, едноставно ситуацијата во моментот била таква дека едноставно сме доаѓале во ситуација да играме со Англија, да играме со Франција, Што се ни вели сили. Шпанија, велесили кои што се покажале пресилни за нас. Меѓутоа за во последните 2-3 години УЕФА го виде тоа, ја виде таа голема разлика. На некој начин мислам дека една од причините што беше воведено на преборувањето Лига нација тоа што да се на некој начин екипите изедначат, нели, се направи С дивизија, Б дивизија, А дивизија и така натаму, така да веќе како А репрезентација потоа се симна и на 19 и на 17 кои играат по истиот формат, веќе како А репрезентација, значи не можеме да дојдеме во ситуација, освен нели ако дојдеме на некое големо надпреварување, да играме со Англија, да играме со Франција и така натаму. Знаете, сега доаѓаш во ситуација да играш у Саутемптон пред 20.000 гледачи, претежно играчи составени од домашното првенство, со неколку интернационалки, се спротивставуваат на играчи од Барселона, од Манчестер Сити, од Ливерпул, од Тотенхем и така натаму. На некој начин, можеби за тие што не го познаваат фудбалот и што не го познаваат женскиот фудбал, не е нешто тоа страшно и нема тука разлика, меѓутоа за добрите познавачи И те како има разлика. и те како има разлика и те како знаат дека не е лесно да се игра. Ние на тој надпревар изгубивме 8-0 во Саутемптон. Меѓутоа англичанките имаат 49 удари на гол, од кои што некои 20-25 удари беа во рамки на гол. Значи пак е добро што нели е голем процентот и на одборни. Така. Значи истите тие играчи, добар дел од нив имам прилика сега ги гледаме на телевизија на Европското првенство што се одвива во Швајцарија. Така. Че само по себе говори фактот на големата разлика. И сега ако направиме еден круг на се она што сте го поминале, што она што можеби најмногу сте горд што го имате направено како селектор во А селекцијата? Видете, значи кога дојдов во селекцијата имаше доста организацијски проблеми, не би навлегувал сега и не би зборувале за тие работи, бидејќи емисијата не е од тој аспект. Мислам дека после моето доаѓање успеав тие работи да ги поправам, да ги средам. Во наредните 2 циклуси после моето доаѓање ние успеавме да забележиме по 2 победи и да освоиме по 6 бода, кои што порано беа мисловна именка, значи зборам во конкуренција со Англија, со Србија, со Австрија, со Франција и така натаму. Ние 2 пати го победивме Казахстан, после 2 пати ја победивме Латвија, така натаму. Така да мислам дека постигнавме некои резултати кои што на некој начин беа импулс за да можеме да се развиваме и како репрезентација, да можеме да се развиваме и како држава во која што женскиот фудбал би одел напред. Пред крајот на мојот мандат, значи, се формираше тоа надпреварување на Лига нации. За жал не се случија доста пехови таму и мислам дека незаслужено
изгубивме на тој прв надпревар со Бугарија. Мислам дека беше некоја пресретница тој надпревар, ако се сеќавате. После дојдоа двата надпревари со Косово, тука кај нас и во Косово, и тој несреќен резултат во Софија 2-2, каде што имавме 2-0 некаде до 10 минути до пред крај. Така да, едноставно тој циклус, мислам дека нити Косово, нити Бугарија не беа подобри од нас, едноставно повредата на Андонова, некои други играчи кои што исто така не беа во можност да се одзоват на повикот на тие надпревари, недостатокот на спортската среќа и така натаму ни не оневозможи да едноставно според сите проекции кои што ни беа направени да дојдеме барем до тој бараж каде што влезе Бугарија, играше со Украина и така натаму. И сега спомнавме дека сега сте пак во делот на младинска репрезентација во која што нели треба одново тоа што спомнав на почетокот да се храни репрезентацијата. Кои ќе бидат целите кои што како селектор ги имате поставени, кои се плановите и на репрезентацијата во согласно тоа што ете и ќе се бара од вас како селектор да се испорачи? Па кажав, значи моето искуство пред се како селектор и искуството како селектор во U17 мислам дека доста ќе ми помогне. Сите тие добри работи, сите значи негативни работи, нели сите слабости кои што можеби во својата самоанализа или во анализата на стручните луѓе од ФФМ била забележена, за да можам сега да значи како селектор на U19 да направам една добра селекција и да направам на некој начин да подготвувам играчи кои што би биле понатаму дел од таа репрезентација. Знаете, во тие 17 и 19 на секои 2 години играчите се ротираат, губат право па одат во репрезентација и така натаму. Моментално во 19 можат да бидат играчите родени 2007 и 2008 година. Имаме една многу талентирана генерација, една многу талентирана генерација играчи родени 2007-2008 кои што се веќе носители на екипите во Македонија, некои од играчите селекторот Александар Андов им даде шанса на последниот надпревар во Латвија и беа дел од репрезентацијата, Мила Панева, Теона Галабовска и така натаму. Така да, значи, со едни добри подготовки, со една значи студиозна работа и анализа на противниците, се надевам дека можеме уште во ноември да забележиме добри резултати на следните квалификации кои што не очекуваат и едноставно да поминеме повторно, бидејќи веќе 2 години U19 се наоѓа во таа Б дивизија, да преминеме во А дивизијата и да играме со многу посилни противници, каде што не само би се створила шанса ако завршиме како први во таа дивизија да играме бара за европско првенство, туку и тие играчи кои што нели би се спремале за таа репрезентација би имале многу потешки надпревари со многу посериозни противници и така натаму. Сега ако она прашање кој што претходно го поставив, која е ваша најдрага можеби победа која што имате како селектор во репрезентацијата? Моја најдрага победа во репрезентацијата е победата против 4-1 со Казахстан во Скопје, каде што после некои 5-6 години, така нешто, забележа победа репрезентацијата Македонија, тој надпревар во Скопје, значи кој што беше нели така долго го очекувавме, долго се спремавме за тој надпревар, знаевме дека мораме да го победиме, да го скршиме тој малер и така некако на некој начин како преодреден бев за така кршење на тие малери во 17 таа црна серија прекинав исто со истиот противник со Казахстан сега тука, значи пак Казахстан и тој надпревар едноставно би го ставил така како надпревар. Исто така драги ми се победата против Латвија во Скопје и таму во Латвија 1-4, додека еден надпревар, иако не го водев, значи бидејќи поради короната бев спречен да патувам за Казахстан. Девојките го добија со 0-3, јас го гледав преку видео врска, да, и исто така тој надпревар, така, иако не бев дел од него на самиот терен, ставно ми остави сеќавање за цел живот. Колку може тука
като селектор советите помогнале од големиот Благој Статов? Па секако, значи видите неговите совети како тренер на Истатов, исто така значи сум гледал да ги имплементирам и во работата со селекциите, значи наставно сите негови совети, бидејќи неговото огромно искуство како тренер и како играч пред тоа, значи едноставно тие совети секогаш биле добронамерни, секогаш биле во функција на тоа да бидам подобар, да бидам поуспешен, со самото тоа и репрезентацијата која што ја предводам да изгледа подобро, да биде подобра и да биде поуспешна. Има ли шанса да видиме Македонија во некој блискина на едно големо првенство како европско или светско првенство? Па видете, значи мене надежта не ме напуштила, иако нели како аз селектор си ја поставував како цел, значи и верував дека преку Лига на нации можеме да дојдеме барем до тој бараш. Жал ми е што нели сега после мене веќе 2 циклуса од Лига нации се пропуштија на некој начин и не успеавме да се пласираме. Јас сум оптимист и се надевам и верувам дека ништо не е невозможно и дека не мора да бидеме значи голема земја или голема држава за да се пласираме на некое големо надпреварување и сметам дека начело со новото раководство на Фудбалската федерација на Македонија, со новиот претседател господинот Масе Ромерагич, кој сите сме сведоци влече големи и добри потези за фудбалот во Македонија, значи едноставно неговата поддршка за женските репрезентации и за женските клубови е максимална со самото негово доаѓање, со самото негово поставување на таа функција, значи застана и кажа дека стои на располагање за се што треба, така да се надевам дека со негова поддршка, со сите релевантни во Фудбалската федерација на Македонија, нормално поддршката од клубовите е неминовна, сите спортски работници кои што се анимирани во женскиот фудбал и верувам дека дали 19, дали 17, мислам тоа е сеедно, било која една од репрезентациите може да се појави на едно големо надпреварување, што бил еден прекрасен успех и би бил еден успех кој што многу би помогнал за да женскиот фудбал во Македонија се крене на многу повисоко ниво, да може да оди напред. А имаме таленти, имаме играчи, имаме добри спортски работници, имаме добри тренери, меѓутоа едноставно значи мораме да продолжиме по тој пат. Мораме да бидеме упорни, да веруваме во тоа. Така. И сега во самиот финиш на разговорот, бидејќи имаме негде околу сат и пол веќе разговор, кои ќе бидат следни активности на U19 репрезентацијата на Македонија? Па уште ви кажав, значи пред малку уште во тек се работиме на планирање на програмата на репрезентацијата, значи ви кажав главен акцент се квалификациите на крајот на ноември во Скопје, 25 и 28 ноември и 1 декември квалификацијската група ќе се игра во Скопје на стадионите на Петар Милошевски, на терените на ФФМ. Противници ни се репрезентацијата на Словенија, репрезентацијата на Грузија и репрезентацијата на Азербеџан. Биде ли предност фактот што се играете во Скопје? Па да, мислам дека ќе биде предност. Минатата година репрезентацијата до 17 години во Скопје успеа да ја победи Словенија на надпреварот кој што решаваше за пласман во Лига А. Добар дел од тие играчи се сега во U19 во Словенија, меѓутоа добар дел од нашите играчи кои што беа дел од таа U17 репрезентација, Меланија Грозданова, кажав Мила Панова и другите се преселија во таа U19 репрезентација, така да зашто повтор пат да не ги победиме, да успееме уште значи нели во ноември да се пласираме во таа А дивизија и на пролет
поорганизирани и уште посилни, поспремни да пробаме да нападнеме што повисок пласман таму. Нормално, пред тоа ќе следат подготовки, ќе имаме сигурни пријателски надпревари, меѓутоа за тоа во некој од наредните епизоди ќе бидете информирани. Така, јас ги посебно треба многу среќа, успеси и ете конечно да се остварат тие цели кои што ги имаме, тоа да се видиме на големо преврување и веќе да одиме нели да фатиме некој континуитет на тие големи преврувања и да имаме не само нели регистрирање туку и клубскиот фудбал да има женски нели нормално да има некој поголем игра па да видиме некој наш претставник во лигата на шампионите. Така, па видите, значи едно со друго се поврзани, значи успесите на репрезентацијата носат бенефити на клубовите и обратно, успесите на клубовите носат бенефит. Така да едноставно мораме да разбереме и сите тие што се во клубовите, значи и сите тие што се во репрезентациите, дека мораме да работиме сплотено, мораме да работиме сложено. Имаше ситуации во минатото да не се навраќам, значи поради одредени интереси на клубот или некој тежок надпревар, не ги пушта играчите во репрезентација, па да биде сочувана, тој играчот повреди и така натаму да биде свеж за дербито и така натаму, што мислам дека е сосема погрешно. И јас сум дел од клуб, јас имам клуб, значи јас сум тренер на клуб, меѓутоа ние како Статов никогаш не сме ги правеле тие калкулации и секогаш кога е било потребно играч од нашиот клуб за репрезентација, без разлика колку ние имаме важен надпревар во недела, во среда или во сабота, значи тој играч се ставува во функција на репрезентацијата, бидејќи нели сепак репрезентацијата е свето нешто, тој дрес и тој клуб таму е нешто најважно и така да мислам тука не треба да се прават калкулации, тука не треба да се прават комбинации и едноставно сите треба да се ставиме во функција на тие репрезентации, почнувајќи од тренери, спортски работници, па и играчите да сватат дека сите заедно сложно можеме да стигнеме да направиме нешто повеќе. Така, уште наша огромна благодарност до вас за оваа одлична гостопримство, за одвоеното време и ете за оно што го дискутиравме и го сублимира сето негде околу час и половина топол разговор. Па ви благодарам уште еднаш значи за тоа што гостувавте овде во Доеран, во нашиот дом, во спортскиот центар Статов, што одвоивте време и што овозможивте гледачите преку интернет да можат да проследат еден убав разговор, што начнавте многу теми и генерално првенствено мисијата беше за успесите, роден денот, 10 годишнината од нашиот клуб, меѓутоа неменовна тема беше и репрезентациите и така натаму. На прагот сме на првенството, значи повторно би упатил апел и до вас и до сите други, дојдете да не пратите на надпреварите, дојдете да ги гледате, да даете поддршка на фудбалерките, правете емисии за женскиот фудбал, повикувајте фудбалерки. Мислам дека во тие емисии, со самото тоа би се направила ситуација и би се уште повеќе популаризирало тоа, да може да биде видлив женскиот фудбал повеќе, со самото тоа и да ги вратиме гледачите на трибините, бидејќи нели на крајот фудбалот се игра за публиката и за гледачите. Уште наш благодарност до вас. Поштовани гледачи на спортска мрежа, ова беше разговорот со Кирил Изов и она што го сублимиравме во некаде час и може и повеќе разговор. Благодарам што до крај ја следевте оваа емисија. Не заборавајте да се претплатите на нашиот YouTube канал Спортска мрежа со цел и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.